Постојано стигаат известувања и барања за ископувања. Во Гевгелија, например, има пристигнато неодамна, во Пробиштип има пристигнато документ известување за намера на спроведување на експлоатација. Се разбира, но сакам да кажам, генералната забелешка од наша страна кон вас е тоа што наместо да ги соберете, сублимирате тие алармирања, тој бунт од народот дека еколошката страна не е застапена добро, дека не одите во правец кој што е преземање систематски и конкретни мерки, морате да се насочите кон тоа. Морате да ни докажете ние, кога ќе излеземе надвор, да има резултати, да има ефективни резултати. Инаку сето тоа ќе се спроведе на зборување, на политички говори, на тоа што направивме, што не направивме. Мора да сватите дека ние сме тие што алармираме, а вие сте тие што треба да спроведете. И ако сакате посериозно да ве сватиме во однос на рудниците, сакам да кажам дека има околу 20 концесии издадено за геолошки истражувања генерално и мора да направите атмосфера во оваа држава и да сватат луѓето и тие инвеститори кои доаѓаат овде, дека овде во Македонија нема место на толку мала простор, на толку луѓе населени густо на тој простор, дека нема место за загадувачи за Г1 тешка индустрија, а тоа се рудниците. Ефектите од тие рудници загадувањето траат илјадници години. Ова е буквално податоци од професори, од магистарски студии, од истражувања земани од рудникот Бучим и така натаму и така натаму. Рудниците се штетни од еколошки аспект, катастрофални, но не носат никаква скоро незначителна принос од економски аспект за кој овие од рударската фела многу сакат да се пофалат и да си кажат дека со тоа ќе се зголемело бруто домашниот приход и така натаму.